Државата е најголемиот работодавач кој не ги усогласил платите на вработените, обвини синдикатот. Оттаму чекаат судска покана и рочиште за на суд да ги испротистават аргументите и да издействуваат повисоки плати за вработените во јавниот сектор. Па ние ја поднесовме уште на 1 септември и чекаме да не повика за првото рочиште, каде што ќе ги изнесеме нашите докази по основ дека работниците се оштетени со тоа што не се зголемуваат платите за 18,4% согласно законското решение, пропишано во Законот за минимална плата. Според Димовски, изговорот дека се работи на нова методологија за пресметка на платите не држи, зашто државата е должна да постапи по веќе постојната. Сега имаме законско решение, имаме методологија, нека ја спроведат, а доколку смета дека таа методологија не е применлива, ние сме отворени за да разговараме за нова методологија. Единствено решение на работникот е да се освести, да застане и да си го побара тоа што му следува согласно закон и колективен договор. Бидејќи гледаме, работодавачите и власта е нема по основ на ова покачување на платите, судевите си има своји постапки, гледам има недостаток на суди и оваа битка сигурно нема да заврши за помалку од една година. Од друга страна, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики тврди дека линеарното покачување од 2800 денари кое го бараше синдикатот не е решение, туку овие прашања треба да се уредуваат на поинаков начин. Ние почнавме процес на усогласување и процес на дискутирање за новиот општ колективен договор со Сојуз на синдикати. За жал он беше прекинат затоа што они влегоа во штрајк. Ние деновиве ќе ги повикаме да се вратат за да потпишеме до крај на годината општ колективен договор, затоа што ние веруваме во решение кое што е одржливо и кое што не е адхок решение. Ние сакаме да дефинираме методологија за зголемување на платите во јавниот сектор, кој што ќе биде базирана на продуктивност и ефикасност, како што тоа го бараме во приватниот сектор. Досега синдикатот има постигнато договор за покачување на платите во дел од општините и јавните предпријатија.